Значи продолжуваме со точка 2, само во име на сите советници да кажам дека ние како совет носиме одлуки, односно даваме иницијативи за меѓуопштинска соработка, но исто така и ги прифаќаме иницијативите како што нас некој ни помагнал со цел да излеземе во пресред и на другите општини, со цел да не ги доведеме општините во една нефункционалност. Исто така, еве ги бараме и ги замолуваме градоначалниците, значи, краткорочно не можат, но секако долгорочно да размислуваат за проширување на овие сектори и тоа е нивна, и секако дека му е нивна цел. Го слушнавме излагањето на Андријана, значи како правник ни го прочита записникот, ни ги кажа правните последици од непочитување, значи, на одлуките на инспекцијата, кои што со рок ги задолжиле општините за воспоставување или на меѓуопштински соработки или пак за вработување на инспектори. Исто така, добро беше што го слушнавме и градоначалникот на општина Демир Хисар, кој што објасни за обемот на работа, кажа дека во најкраток можен рок дека ќе средат во нивната општина да има архитект, така да општинската соработка би се однесувала на еден пократок период. Ние како совет, значи, само ги прифаќаме или пак ги прифаќаме одлуките за прифаќање или за иницијатива кон друга општина, не го определуваме обемот на работа, ниту пак ги склучуваме тие договори, затоа ги замолуваме, значи, и градоначалникот, еве и архитектот Клара, меѓусебно да ги договорат, и градоначалникот од Демир Хисар, меѓусебно да ги договорат нивните права и обврски, а ние како совет, лично еве јас после, значи, излагањето на градоначалникот, со цел да не ги изгубат проектите, јас ќе ја прифатам оваа меѓуопштинска соработка, но секако да и градоначалникот на нашата општина и градоначалникот на Демир Хисар да се придржува кон разговорите. Дали некој друг бара збор? Доколку никој не бара збор, точка број 2 ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно е усвоена. Преминуваме кон точка број 3, предлог решение за именување на членови во заедничка комисија за подготовка на предлог актот за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу општина Могила и општина Демир Хисар. Председателот на комисијата за верификација само да... За членови во заедничката комисија на предлог актот се именуваат Елизавета Талевска, виш соработник за буџетска контрола, и Андријана Ивановска Андреевска, советник за човекови ресурси. Дали некој бара збор? Предлогот го ставам на гласање. Кој е за? Предлогот е усвоен едногласно. И точка број 4, предлог одлука за утврдување на предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу општина Могила и општина Битола. Ова се однесува, значи, за вршење во работи на областа на инспекцијскиот надзор, така? Општински комунален инспектор и областен градежен инспектор во Битола. Дали некој бара збор? Предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Одлуката е усвоена едногласно. Бидејќи сите точки се исцрпени, денешната седница е затворена.